Кога се случи овој пожар тука предизвикан од гром? Па во вторник од вечерта, негде околу 9:30, 9:40 ми се јавија дека куќата ми горит. Кој ви се јави? Вие не сте биле тука во тој момент? Па види се јавија неколку луѓе, и не бе свесен. Одговори на еден повик, одговори на друг повик. Со внук ми дојдов за 20 минути тука дојдов, не пред пожарната да дојде. Дојдоа 4 возила пожарни. Дојде и едно дополнително 5 возило. Со четвртото возило завршија. Пожарот више локализиран, ама Кога веќе пристигнала пожарната... 90% објектот беше изгорен. Така. Да. Кога пристигнавте вие, ја затекнавте вашата куќа Да, ја затекнав и гледав како горит. Така. Тука бев присутен, имаше од селаните тука исто со селани. Никој не можеше да помогнат. Тоа беше огромен пожар, ептен. Значи немаше пристап да дојдеш. Немаше шанси да се приближиш до куќата. Така. Што ви остана? Ништо, буквално ништо. Еве сами гледате, вие снимавте, буквално ништо. Од покуќнина, само рушевина. Тоа е. Алишта? Ништо. Ево е на мене. Вие живеевте тука со вашата сопруга и вашите деца, беа тука... Моите деца се школуваат во Скопје, кај татко ми, кај брат ми живеат, а и сопругата тука живееме. Така. Од време на време доаѓаат за викенд, сабота, недела. Може ли да се санира оваа штета? Дали воопшто може да се санира нешто од куќава? Па не знам, прво треба да се викнет некој градежен инженер па да каже, да види колку е веродостојно тоа да се реновират. Дали можат стубовите и цирклажите да издржат. Што од покуќини имавте внатре? Па 4 детски кревети, 2 спални соби, 2 607, кујна, трпезарија, многу работи. Се што е неопходно за нормално функционирање, верувам. Да. На двата спрата имав, и на горниот спрат и на долниот спрат. Имав електрични фрижидери, други работи, столни ламби. За покуќни на тие тенџери на големи зајвар за пинџур правиме за тие работи. Све буквално. Како за едно домаќинство што треба да има, така имаше тука. Сега од кога останавте без ништо, каде сте моментално? Како понатаму ќе продолжите? Па, сега моментално сум кај татко ми, кај брат ми. Па од тука натака ќе бараме помош, ќе бараме донација некоја од нешто, за да можеме да се вратиме во нормален живот. Така. Тоа е. Колка ви се примањата на вашето семејство? Можете ли да го издржите товарот за од почеток да го реновирате се тоа? Не. Ја работам во една фирма, примањата ми се негде околу 16.000. Жена ми работи исто од околу 12.000, 13. Зема тоа се 28.000 да можеме буквално да обстанеме, што се вика тоа за храна, да имаме пари. Вашите 2 малолетни деца се исто така доаѓаат тука, имате и 2 полнолетни деца? Полнолетни деца има, моментално не се вработени никаде. Малите сега треба да тргнат за школа. Не знаеме како... Што ви е потребно за да апелираме до јавноста? Што највеќе е... Најпотребно ми е електричен шпоред, фрижидер, кревети, нешто за спиење. Али моментално сега непотребно ми е градежен материјал. Финансиски не мора толку многу да ме помогнат, него градежен материјал, да дојдат луѓе да ми дадат градежен материјал. Барав помош од општина Сопиште, барав помош, еве, у понеделник имам закажано од Црвен крст. Барав помош од фирмата кај што работам, утре имам состанок таму со нив. Така да ќе видиме. Али во секој случај, секоја помош е добро дојдена, ме разбираш, не можат да ми надоместат тоа што сум го изгубил, него... За да почнете од некаде? За да почнам нешто. Сега буквално нема ништо, сега буквално нема да земеш нешто да направиш јадење.
Нема ништо. Нема ни воопшто услови? Нема услови за живот, нема уништено све, нема каде да спиеш. Нема никаде да влезеш, се плашиш да не падне нешто. Да, знаеш како е. Че влезеш ондека, еве сега и додека снимаме, не можеш да снима, се плашиш да не падне зидото дозгоре. Тоа е. Вашите деца кажавте дека треба да тренат во училиште. Дали на нив им е потребно нешто да апелираме до хуманите граѓани? Па потребно, секаква помош е потребна. Било што потребно. Знаете ли како секоја помош е добро дојдена. Понатамо како? Со Господ напред. Тоа е. Ќе видиме, ќе се бориме. Секоја помош добро дојдена е, кој колку дадет. Мене најбитно сега моментално ми е да успеа да зема, да го покрие ова. Па полека, врата, прозор, тие работи. Еве една фирма ми се понуди сабота недела да го рачистим ова. И општина Сопиште ми понуди помош со нивни возила, багер да дојдат. Да се рачисти шуто, смето да се рачистит, да видиме што треба да се доруши, да се рушит. Пошто има некои делови не се оштетени, еве, например, овој дел тамо не е оштетен, тука скалите, али претежно внатрешниот дел е многу оштетен. Се што ви остана е воопшто, буквално ништо. пепел и... Нема, ужас. Нема, еве, само рушевина. Да ти кажа право избегава да доаѓа тука, пошто... Зборуваме за вашите деца, за сопругата. Децата воопшто не сака да дојдат, ужасна слика беше тоа. Под стрес е, жена ми, децата под стрес. Ви кажа ли колкава е штетата? Па негде околу 60 до 70.000 евра е штета. Толку од пожарна, према квадратурата, према намештајот, према други работи внатре, што е толку е штета. Во цело оваа несреќа, вистинска среќа што вие не сте биле дома? Абе, тоа е најдобро, види. Пошто се собираме, децата ми доваѓаат сабота, недела, тука се, некој пат се знаеш, период на летен распуст, седат повише тука, има другарки, друштво, има се собират тука, доаѓаат. Фала му на Господ и тоа што е. Што нема жртви, нема ништо. 9:30, 10 сат некој легнува да спиет. Значи, моментално, буквално би те затекло на спиење, би изгорел жив натре. Не знаете ли барем од каде ќе почнете се? Од нула. Буквално од нула. Немам ништо. Се останува на ваш грб, на грбот на вашата сопруга. Докога би сега ви останува да станете само кај вашиот татко и кај вашиот брат? Моментално тамо, да. Кај брат ми сум моментално, децата се кај татко ми. Велите моментално, тоа значи дека не може и таму да станете за Па секогаш? и тие не можат да издржат толкав терет, ме разбираш. Мада фамилија е фамилија, не е проблем. Брат ми ме прими со широко срце. Но тоа не е конечно не е решение, ви имате тоа, 4 деца сепак. Ја во најскоро време би сакал да се врати тука, да го санира, да вида што може да се санират, па ќе потврда. Ако не барем помошните тие простори да ги направи тие се. За да може да преспиете. За да можеш да преспиеш, да живееш тука, да направиш нешто вамо таму.